Се повеќе зелените вредности се спомнуваат на Балканот, во државите, во регионалните држави и во Македонија. Дали мислите дека се институционално застапени? Дали докаде е свесноста за зелените вредности и во регионот и во Македонија? Дали се постапува исто така институционално по тоа? Дали се работи на зелените вредности и колку зелените вредности, всушност колку општеството и институциите се заземаат за зелените вредности во нашата држава? За жал, веднаш на почетокот ќе одговорам дека мислам дека многу малку се застапени, пошто луѓето кај нас уште не го знаат како концепт. Тие можеби делумно реагираат или делумно ги поседуваат вредностите, но мислам дека сепак институционалниот пристап на вакви вредности би требало да се развие поготово во свеста на индивидуалците пред се. Ако сакаме општеството да биде здраво и да ги култивира, односно да ги промовира овие вредности, многу е битно да бидат запознаени што всушност тие и значат. Јас како активист за животна средина и архитекта, значи не би сакала сега да зборам само во тие потесните аспекти на зеленото или зелениот концепт. Тоа е многу подлабоко, многу е покомплексно. Значи се работи од самото однесување на луѓето, се работи од самиот пристап, се работи во нивото на едукација, се работи за многу други аспекти кои се интерлинкувани, односно се комплементираат едни со други. Мислам дека во регионот и во нашата држава всушност има одредени групи на луѓе кои почнаа со тоа, со можеби помали акции, помали делувања во тој аспект, но како што кажав, многу е комплексно, значи тоа не подразбира само еколошкиот дел, значи подразбира алтруистичкиот дел на луѓето, значи како се однесуваат кон луѓето, кон природата и кон сите други работи. Така да во овој пристап јас кога почнав повеќе да се информирам, гледам дека всушност зелените вредности најмногу се присутни во зелените агенди на политичките партии, што значи всушност и добро владење, значи ненасилно однесување, значи љубовта кон човекот и природата. Така да целиот пристап и тие вредности како сет на вредности се подразбираат многу повеќе аспекти отколку што на прв поглед, односно тоа зеленото нас што не наведнува дека тоа е само во делот на екологија. Мислам дека е многу битно да се институционализира. Значи, самиот пристап и вредностите би можело да се култивираат доколку би почнало од најраните возрасти, односно од градинки, да кажем. Самата свесност, да кажеме, еве првин, како се комуницираат работите. Мислам дека е многу битно, вие кога ќе кажете дека се случуваат климатските промени и дека, не знам, температурата ќе порасне за 2 степени наредните 20 години, тоа убаво да се комуницира кај луѓето со цел да се подигне свеста. Што значи тоа? Доколку вие ќе кажете дека 2 степени ќе се покачи температурата, некои луѓе ќе кажат супер, ќе биде потопло. Но кога ќе им кажете дека тоа ќе предизвика, значи, елементарни непогоди, дека тоа ќе предизвикува, значи, пораст на нивото на океаните и морињата и можеби имиграции на одредени групи на луѓе, односно одредени географии, мислам дека малце поинаку ќе ги сватат работите. Така да овој пристап пред се, моето лично мислење е дека треба да се одработи на индивидуално ниво. Секој од нас треба да е свестен со неговиот личен став и пристап дека предонесува кон, да кажам, поширокото општественото добро. И мислам дека за да ја заштитиме природата во аспект на зелените вредности, ќе треба, значи, многу повеќе да поработиме на нас и на нашата свесност. Знаеме како се спремуваше досега власта со зелените вредности, односно со загадувањето и сите останати проблеми што се
како последица од несоодветното однесување, нели? И сега со формирањето на новата влада веќе имавме една декларација дека новата власт ќе се занимава многу сериозно со зелените вредности. Дали имате вие некоја порака за новата власт, едноставно Да, апсолутно. Мислам дека мислам дека секоја влада пред да влезе во, да кажем, на власта, односно всушност да ја превземе власта и да почне со работа, ветуваат многу работи. Мислам дека нашите партии не се на ниво на свесноста што значи зелена вредност, односно зелени вредности. Тоа пред се подразбира и добро владење. Значи, со самата корупција вие имате другиот ефект, а тоа е лошо, да кажем, менаџирање со ресурсите. Имате ситуации во кои ние сме сведоци, значи на аерозагадувањето, на уништување на биодиверзитетот, многу работи кои се прават, не се прават од биосферичен аспект, односно да се има свесност кон природата. Сепак мислам дека владата би требала малце повеќе да поработи на зелената економија и да поработи на аспекти кои се сериозни, пошто последиците ние веќе ги гледаме, допрвен ќе ги гледаме уште повеќе. Така да сериозно треба да поработи на пристапот, како тие ќе ги промовираат вредностите и како ќе ги освестат луѓето дека тоа е битен аспект.